Моја гостинка во студиото е господјата Станка Трајкова, председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Убаво погледнавме од прилозите од линковското вклучување дека особено се активни пензионерските здруженија и клубовите ширум градовите во нашата држава. Убава можност пензионерите меѓу себе да се дружат, да се забавуваат, квалитетно да го поминуваат времето, а всушност и преку своите активности се гледа и нивната директна вклученост во општеството. Како се организирани пензионерите? Ако ми дозволите, најпрво би рекла неколку реченици во врска со организационата поставеност на Сојузот и Сдруженијата и би рекла дека Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија е граѓанска, аполитична и мултиетничка организација во која што членуваат 53 здруженија и екзистира како граѓанска организација цели скоро 79 години, што секако е започет. Сдруженијата на пензионери, како членки, тие во Сојузот се здружуваат на доброволна основа, за да ги остваруваат своите цели и интереси, бидејќи Сојузот, како граѓанска асоциација од повисок облик на организирање, ги представува пензионерите преку здруженијата пред државните органи, а пак од представници на здруженијата се формираат органите на Сојузот, па така пензионерите можат и непосредно да учествуваат во донесување на одлуките од страна на Сојузот. Здруженијата, уште тоа да информирам, се самостојни правни субјекти. Тоа си најде место и во статутот на Сојузот. Одлучуваат автономно, се решават на ниво на Сојуз некои прашања кои што се од заеднички интерес, како за Сојузот, така и за Сдруженијата. Додека внатрешното организирање на Сдруженијата си го уредуваат самите здруженија со нивните статути, да речеме ограноците, клубовите и така натаму. И што денеска еве имавме можност посебно да се проговори за клубовите, што навистина јас ова што сега го видов од прилозите, вие успешно ја дадовте глобалната слика на тоа што представуваат клубовите. Особено ме радува што е голем интересот од страна на пензионерите, луѓето во трето доба да бидат членови на овие клубови, да бидат дел од пензионерските здруженија и да дадат свој придонес во сите активности кои што се организираат. Вие споменавте дека во Сојузот на Сдруженија на пензионери членуваат 53 здруженија на пензионери од цела Македонија и пензионерските клубови всушност се места каде што тие се социјализираат, се дружат, квалитетно го поминуваат времето преку најразлични активности, но и меѓусебна соработка на здруженијата. Какви активности организирате и како ја реализирате меѓусебната соработка? Па видовте, видовме од прилозите дека пензионерските клубови се многу значајни места и катче каде што се реализира вистинскиот пензионерски живот, каде што непосредно пулсира пензионерскиот живот секојдневно. Голема благодарност до колегите ентузијасти кои што се сетиле од многу одамна да формираат пензионерски клубови. Во 53 здруженија секако дека има клубови, тие по број се различити, се разбира, зависи многу од материјалните можности на здруженијата, како и од соработката на здруженијата со локалните власти. На прашањето што организираат пензионерите во пензионерските клубови, се разликуваат по својот карактер, заради тоа што се зависи од председателот на огранокот каде што постои клубот, затоа што онаму каде што имате клуб на пензионери, вие имате и можност за развивање на повеќе активности. Меѓутоа, зависи од интересот на самите членови.
Секако дека интересот секогаш е присутен, но вие како председател на огранокот исто така треба да му понудите на вашето членство во рамките на својот огранок, каде што функционира огранокот, разни активности, нели, да бидете креативни, инвентивни. И тука видовме дека има, нели, предавања, има промоции на книги, има, нели, дружење, има подготовки за значајни активности што тие ги подготвуваат, било да се работи за активности на ниво на Сдруженијето, било да се работи на активности кои што ги организира Сојузот. Еве, да кажеме и тоа дека Сдруженијата си имаат своји оригинерни активности, што си ги организираат, меѓутоа има и активности кои што ги организира Сојузот. Значи, Сојузот се јавува во улога на организатор, а Сдруженијата се јават во улога на домаќин. И тука е таа интеракција помеѓу Сојузот и Сдруженијата. Сојузот, значи, ја припрема она општата правна рамка, оние општите услови, како би се одвивале тие активности, конкретно станува збор за, нели, одвивање на традиционалните активности, а тоа се спортските активности и за музичките ревии на песни, музика и игри. Сето тоа Сојузот го следи. Еве да ви кажам дека Сојузот ги следи и клубовите. Нели? Не е само доволно вие да имате бројка дека има на ниво на 53 здруженија над 450 клуба, туку вие мора да ја следите и нивната функционалност, нивното ангажирање, активностите што таму се одвиваат, бидејќи клубите треба да служат за она цел за која што тие се формирани во местото каде што постојат. Потоа клубовите дали ќе ги има или ќе ги нема во едно здружение, да повторам, многу зависи од општината. Значи, општината е чинител кој што... И сега, пред да ја спомнеме општината, јас би сакала само да дадам еден краток вовед дека вашите заложби како Сојуз на Сдруженија на пензионери се заложби за остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување, за поквалитетна здравствена заштита, за унапредување на културните, спортските и хуманитарните потреби на пензионерите. И еве ќе се надоврзам сега за остварување на овие цели, соработувате со општините и со локалните самоуправи, па ја имате ли поддршката и како тече оваа соработка? Па добро, ова прашање секако дека не може да се заобиколи, бидејќи е многу значајно. Оти преку пензијата како право се остварува, нели, обезбедува материјалната и социјалната положба на пензионерот и за нашите пензионери можеме да кажеме дека тие се на 347.000 пензионери по сите основи, но среќна околност е за нас пензионерите во нашава држава дека пензиите редовно се исплатуваат и дека исто така редовно се усогласуваат. Сето тоа говори дека се води сепак грижа за возрастната популација кога станува збор за правата што произлегуваат од самиот пензиски систем. Меѓутоа, се знае дека пензијата и платата не се исти и заради тоа многу значајно за пензионерите е да се одредуваат и признаваат и да се преземаат мерки надвор од пензискиот систем. А тоа е во доменот на здравственото осигурување. Тука, нели, општо познати се потребите и барањата на пензионерите. Вие добро знаете сигурно дека траеше долго борбата да се ажурира позитивната листа на лекови, која, дочекавме таа да се делумно ажурира во последно време. Понатаму, во делот на здравственото осигурување е многу значајна е програмата преку која на владата се ослободуваат пензионерите до одреден лимит на пензија од плаќање на средства за болничка партиципација, што е исто така позитивна мерка. Во моментот ова прашање, па и многу други прашања, се разгледуваат на Советот за социјална сигурност, каде што пензионерите, односно Сојузот, бара тој лимит да се покачи до 25.000, бидејќи со овие
зголемување на пензиите од 5.000 денари, де факто и до јуре нема корисник кој што ќе користи бенефит ослободување од болничка партиципација. Понатаму, правата и лепезата на правата кои што ги тангират пензионерите се многу. Еве, ако останам уште во делот на здравство, ќе мора подолго да зборувам. Меѓутоа мораме да бидеме пократки. Ќе го изоставам, да не го изоставам прашањето на социјалното домување, кое што исто така е многу значено, бидејќи има дефицит од изградба на државни старски домови. Познато е, ноторно, дека 50, не знам колку години не е изграден државен старски дом, а познато е и тоа дека цените во државниот дом се поприфатливи и компатибилни со висината на пензиите што ги примаат нашите пензионери, отколку во приватните пензиски фондови, каде што цените се над 40.000, а не ги има многу на број. Во последно време слушам дека се дури бројката стигнала до 42 приватни пензиски домови. Да продолжам, ако ми дозволите. Ајде уште кратко, па јас да се надоврзам со едно прашање. Ако секако дека не можам да го изоставам прашањето и потребата од постојање, бидејќи сега во моментот на вистина има дефицит од геријатриски простор. Така. Пензионерите чекаат на ред, на листа да бидат сместени во геријатријата. Знаете што, додека е пензионерот помлад, тој се сместува во пензионерските соби, во пензионерските домови, меѓутоа доаѓа момент кога тој мора да биде сместен и во геријатрија. Јас се надевам дека во иднина ближна ќе се реши и ова прашање, а она што ми остави посебен печаток, ако ми дозволите уште 2-3 реченици, е реалноста наша. Сега, кога општините подесуваа проекти до владата за одобрување на овие средства, нели, од познатиот кредит, нема ни еден градоначалник, односно општина, која што поднела проект за изградба на старски дом. Сега јас ќе се надовршам, ако животот е непресушен извор на нова енергија, токму затоа овој порив треба да и биде поттикна луѓето од трето доба да го направат овој период од својот живот исполнет и значајни, вистински да го живеат животот што им доликува, кои во време кога ги живеат годините на минат труд. Која би била генералната констатација? Го живеат ли македонските пензионери животот во трето доба како што доликува, што ни е потребно или што ни недостасува? Дел од тоа испоменавте. Прашањето е суптилно, значајно, меѓутоа, јас мислам дека сепак станува видлива грижата и помошта и за возрастната популација. Јас имав едно интервју да ви кажам дали нашите пензионери се блиску до ЕУ, до Европска унија. Јас можам да кажам дека во некои сегменти да. Ние имаме организирана мрежа на граѓански организации кои што слободно и автономно работат за интересите на пензионерите. Пазите, тие се такви граѓански субјекти кои што се тампон меѓу власта и граѓанинот. И како што видовте од прилозите, резултат на функционирањето на овие пензионерски клубови произлегува од активноста на здруженијата. Значи, исто така дека сепак се води организирана грижа за пензионерите, зборува и фактот и околноста дека во рамките на Министерството за труд и социјална политика функционира Совет за социјална сигурност. Таму Сојузот има тројца представници пензионери и се третираат прашања исклучиво кои што се однесуваат на пензионерската популација. Значи, ние слободно поставуваме таму прашања, еве тоа се случи скоро, каде што беше побарано и од самиот Совет, од Сојузот, да постави прашања кои се тие што се најбитни да се решаваат за пензионерите. Секако, на прво место излезе ова ослободување од болничка партиципација, а на второ место, многу значајно, е барањето на пензионерите, исто така поставено на тој Совет, е пензиите да се усогласуваат од 1 јануари и од 1 јули, а не како сега, од 1 март и од 1 септември, бидејќи им се кратат 4
месеци од зголемувањето, од усогласувањето на пензиите. Пензионерот не живее 8 месеци, туку 12. Така, да. Значи, усогласувањето на пензиите треба да биде од 1 јануари и од 1 јули. Таа неправда, ја се надевам дека ќе биде исправена, а може да падне и некој амандман сега на процесот на некој слушнав измени и дополнување на законот за пензијско и инвалидско осигурување. И на крај уште еднаш ќе се надоврзам на сето тоа што го кажавте како последно прашање. Животот на граѓаните од трето доба е најголемиот показател за успешно општество. Третото доба во западниот свет е вистинска слика за социјализирано и високо вреднувано општество. Каква е сликата во Македонија? Видите, со одење во пензија, пензионерот не се пензионира од општеството. Тој избира живот и иднина. А тоа што значи? Со акумулираното искуство и знаење да може да се валоризира и кога тој е пензионер. Да обезбеди не само за себе активно трето доба, туку и за општеството во целина. Знаете, кога ви се ближи времето за пензија, многу се разбира осигуреници, идни пензионери велат што ќе правам јас овдека, значењето му опаѓа, вредноста опаѓа, меѓутоа што ќе правам кој ќе бидам пензионер? Тогаш ќе имам многу слободно време. Тука е многу е значајно општествено економското милје што треба да се грижи за пензионерот, да му овозможи тој да може корисен да биде за себе и за општеството во целина. Преку сите тие активности секако дека се обезбедува и социјален мир во државата, а и се гледа видливоста на квалитетот на општеството. За илустрација ќе ви кажам една понова активност, бидејќи активностите се менуваат во здруженијата, како што се менува и пензионерската структура на пензионерите. Ние имаме во Сојузот активност поттикнување на издавачка дејност и творештво. Преку таа активност, тоа е порив духовен, каде што пензионерите творат, цртат, сликат, пишуваат романи и на тој начин тие не само што ги искажуваат традиционалните вредности и остават зад себе традиционални вредности. Тоа се тие околности кои што се многу значени, бидејќи историски гледано. Првата граѓанска организација кога се појавила во Европа? 1601 година во Англија. А потоа почнале да се развиваат се повеќе и повеќе, за да најпосле дојдат и кај нас, а нашата пензионерска асоциација е една од, може да кажам, најорганизираните. Ова е навистина пример и за младите генерации треба да послужи, како функционираат, треба да имаат, како функционираат, да и тоа треба да им биде пример. Сето она што ние го правиме денеска за актуелните пензионери, како пензионери ние велиме сега е нашето време. Сето тоа го правиме и за вас и за идните пензионери. Продолжете и понатаму така организирано и активно да работите, и ако оваа слика е убава, сликата за животот на луѓето од трето доба во Македонија да биде уште поубава во иднина. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата.